Проветрување во Белата куќа. Обама ги смени тројцата најблиски соработници. За чистката во персоналот на американската администрација од Вашингтон се јавува Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски јазик. Ведран, кој доаѓа, а кој си заминува од кабинетот на Обама? Горан, речи си секој ден по една замена. Обама денес назначува нов економски советник. Джин Сперлинг, според најавите, ќе го замени Лорен Самерс на местото директор на Националниот економски совет. Функција број 1 задолжена за економската политика на владата. Вчера пак Белата куќа доби нов шеф на кабинетот, Вилијам Дейли. И Сперлинг и Дейли се искусни политички волци. Беа дел од администрацијата на поранешниот председател Бил Клинтон. Предходно, повлекување во февруари, најави и портпаролот на Белата куќа Роберт Гипс. Ова без друго се 3 клучни позиции во Белата куќа. Горан? Ведран, зошто овие промени и зошто токму сега? Аналитичарите ги гледаат назначувањата како одговор на Обама на победата на републиканците на конгресните избори, кои освоја мнозинство во представничкиот дом. Велат, Обама влече вистински потек со назначувањето на нов економски советник, бидејќи гласачите на конгресните избори им дадоа предност на републиканците токму поради тоа што беа загрижени за економската состојба. Промените се дели од стратешкото на времено позиционирање и планирање за евентуален реизбор на Обама во 2012. Горан? Благодарам, Ведран Андоновски од Гласот на Америка од Вашингтон.